Здраво! Ова е прво видео од серијата на видеа кои што се наменети за објаснување на менијата и командите на фотоапаратите кои што се најчесто продавани во продавницата на PixPlus. Како прв фотоапарат што ќе го обработиме на овој начин, тоа е Fuji X-T30. Тоа е за мене еден од најдобрите комбинации на објектив и тело, кои што ви овозможуваат многу лесно да патувате, многу добри фотографии да правите и за него подетално имам објаснето во видеото каде што го препорачувам за опрема за патување, односно на моето патување во Лисабон, јас го користев овој фотоапарат. Во ова видео ќе бидат објаснети сите прекинувачи, тркалца и други тракатанци на овој фотоапарат. За сите оние што имаат некое познавање од менијата и командите на овој фотоапарат, доколку сакаат да идат директно на одредена тема, им препорачувам доле во текстот во ова видео да си кликнат на зададената тема што ги интересира и да го прескокнат делот што не ги интересира. Но во секој случај добро да се погледа барем еднашка од почеток до крај цело ова видео. Доколку не сте претплатници на нашиот видео канал, кликнете еден subscribe или претплата, шерувајте, уживајте, продолжуваме. Прва работа што треба да направите од кога ќе го отворите вашиот фотоапарат е да ставите неговата батерија на полнење. Следно е ставањето на батеријата во апаратот. Како што може да видите, тука има една портокалова линија и овде имаме еден портокалов осигурач. И внатре имаме уште една линија иста како оваа. Тоа ни означува позицијата во која што мора да биде батеријата наместена. На овој начин батеријата е внатре во фотоапаратот. Ова е сензорот на вашиот апарат, а овие се контактите кои што ја користи објективот за комуникација со вашиот апарат. И контактите и сензорот не смеете да ги допирате со прсти, не смеете да дувате во сензорот затоа што може да го испликате, а доколку приметите некоја прашинка, моја препорака е да си купите една ваква пумпица и од време на време да го издувате сензорот. И за ова подобрување на хигиената на вашиот фотоапарат можете да видите во некој од претходните видеа на мојот канал. Следна работа е објективот. Откога сме ги извадиле капачињата од објективот и апаратот, треба да внимаваме оваа црвена точка да ни се поклопи со оваа црвена точка на телото. И го вртиме објективот во правецот на стрелките на часовникот, се додека не слушнеме еден клик. На овој начин објективот е сигурно заклучен во неговото место. Доколку сакаме да го промениме објективот, тогаш ние го користиме ова копче овдека, на кое што притиснуваме, а објективот го вртиме обратно од движењето на стрелките на часовникот. Наред е мемориската картичка. Мемориската картичка која што ја користи овој апарат е SD картичка и се мести на местото кај батеријата. Мора да внимавате на позицијата на таа картичка и тоа ви е обележено со оваа ситна сликичка тука. За да бидете сигурни дека картичката е заглавена, треба да го слушнете знакот клик. Доколку сакате да извадите оваа картичка, притиснувате на неа и таа е искочена. Моја препорака е оваа картичка да ја форматирате на самиот фотоапарат, бидејќи на тој начин фајловиот систем кој што го користи фотоапаратот ќе биде запишан на картичката и ќе бидете сигурни во податоците запишани на незе. Иако во овој случај користам картичка од 16 гигабајти, моја препорака е да си купите вие картичка од 64 гигабајти или најдобро 2. Мојот начин на фотографирање е да фотографирам во исто време со дигитал негатив файл и JPG. Ќе ви зафаќа повеќе место, меѓутоа доколку JPG фајлот не ви се допадне, вие секогаш може да изгенерирате нов од RAW фајлот кој што веќе го имате на картичката. На овој начин вие сте доста флексибилни. И нормално купете карта од некој препознатлив бренд, како што е во овој случај Fuji, Sony или SanDisk, бидејќи на тој начин сте сигурни во квалитетот на картичката и во фотографиите и видеата кои што ќе ги снимите на неа. При првото уклучување, тој ќе праша да го наместите времето и часот. Ова е многу битно да го направите, бидејќи на тој начин фотографиите кои што сте ги направиле на одредена дата ќе може да ги најдете многу полесно доколку користите некој од програмите за пребарување на фотографии по дата или по так или по место или по друга работа. Следна работа е вашиот фотоапарат ќе ве праша дали сакате да го споите со вашиот мобилен телефон. Ова е добро да го направите на почеток, бидејќи самиот фотоапарат ќе ви даде еден баркод кој што вие кога ќе го скенирате ќе го однесе на веб страната на Fuji
и вие ќе го симнете програмот за поврзување на вашиот фотоапарат и телефонот и ќе може многу лесно фотографиите кои што ќе ги направите со вашиот фотоапарат да ги префрлите на мобилниот и да ги шерувате на социјалните мрежи. Ова може да го направите и подоцна, но зашто да не, кога сте на почеток, да не го направите веднаш тоа. Од левата страна на фотоапаратот ни се наоѓа командното копче со чија што помош ние одредуваме на кој начин ќе работи и ќе фотографира нашиот апарат. Голема е веројатноста дека вашиот фотоапарат ќе биде на позицијата S. Тоа на англиски значи single, односно ни означува начинот на фотографирање кога апаратот прави само една фотографија. Еднаш фокусира само во една точка и еднашка слика. Веднаш под него е CL, ова е континуирано фотографирање на помал број фотографии, односно на 5 фотографии. И кога ќе го притиснеме ние копчето за фотографирање, тој прави 5 фотографии во секунда. Позицијата обележана со CH ни го представува начинот на фотографирање, каде што фотоапаратот прави 8 фотографии во секунда. Ова го користиме доколку фотографираме некој спортски настан или некој објект во движење. Со позицијата BKT ни е обележано bracketing, односно кога фотоапаратот прави 3 фотографии или повеќе кои што се различно осветлени, односно едната е преосветлена, другата е нормално осветлена и третата е подосветлена, односно има помалку светлина. На овој начин ние можеме да правиме фотографии кои што имаат голем динамички опсек, односно во темните делови има многу детали, а и светлите делови не се изгорени, неголи и во нив има многу детали. На позицијата BKT2 ни е начинот на фотографирање, каде што фотоапаратот фотографира еднашка, но применува различни ефекти на самата фотографија. И за крај, со знакчето за видеокамера, ни го означува начинот кога нашиот фотоапарат снима видео. Да се вратиме назад. На командите ADV1 и ADV2 можеме да им доделиме разни симулации на филмови, например ADV1 да ни биде Велвија, а ADV2 да ни биде црно-бел филм и веднаш штом го свртиме на 1 или на 2, тие да ни бидат достапни за фотографирање. Ова подетално може да го видите во опцијата за менито. Со двете правоаголничиња ни е означено фотографирањето на двојна експозиција. Со ова фотографирање, две фотографии кои што ќе ги направиме последователно, фотоапаратот ги спојува во една. Ова може да направи доста интересни композиции. Мене ми е интересно да го користам и еве сега ќе видите како изгледа тоа. Мораме да потврдиме со ОК. И викаме ОК. Фала ми. Тука ни се наоѓа папучата за блицот и на негово место ние можеме да ставиме или некој шатган микрофон или некој надворешен блиц наменет за Fuji. Да не забораваме дека овој фотоапарат има и вграден блиц кој што го активираме со помош на ова копче од оваа страна. Добро е да си има ваков блиц, не е многу моќен, но сепак во некои ситуации знае да ви извади и да направите многу добри фотографии со него. И се префрламе на десната страна од фотоапаратот. Со помош на овој кружен прекинувач ние одредуваме со која брзина ќе фотографира самиот апарат. Ова копче кај мене е најчесто оставено во оваа позиција, бидејќи и јас кога фотографирам, сакам јас да го контролирам отворот на блендата на објективот, а фотоапаратот сам да ја одредува брзината со која што ќе фотографира. Доколку се префрлиме на копчето Auto, тогаш самиот фотоапарат ја превзема целосно контролата над фотографирањето. И можеме да видиме дека има веќе на него некои претходни сцени кои што ќе ни овозможат да направиме многу подобри фотографии. Доколку сакаме да сликаме портрет, ние со предното тркало бираме портрет, подоброчна портрет, планини, природа, спорт, навечер со трипод, огномет, сансет, сноу. Овој пуше како дух, како Каспер, личи неголи снег. Палми, си сушија палмите кај нас, риби кој сака овакво под вода да плива, или кој сака у ресторан, не знам дали у ресторан исто може да го користиме ова. Парти, флауер и текст, доколку сакаме да го користиме како сканер. Ова е добро за првите 2 недели, потоа Друго копче кој што го користам кога фотографирам некој предмет кој што се наоѓа пред голем светлосен извор е ова копче тука и тоа ни представува компензација на осветлувањето.
Доколку предметот се наоѓа пред светла површина, тогаш јас му викам на апаратот да ја осветли цела сцена, за да можам да ги извадам деталите од оваа пумпица. Поради црната позадина, можеме да видиме дека нашата Мими е многу осветлена и сега јас идам во негативниот дел на десниот прекинувач и му викам на фотоапаратот да го намали мерењето за 2 бленди и на овој начин Мими ми е правилно осветлена. Со копчето FN ни е означено копчето кое што можеме ние да го програмираме и ние да му кажеме што треба да прави. Во фабричките сетирања, со притискање на копчето FN, фотоапаратот од нормален начин на работа, каде што ви ја штеди батеријата и процесорот, се префрла во Boost Mode, односно може да фотографира побрзо, може да фокусира побрзо, екранот за електронскиот визир работи со поголема фреквенција, но на тој начин тој и ви ја троши батеријата повеќе и се загрева процесорот повеќе. И идеме на предната страна на нашиот фотоапарат. Предното тркало на овој фотоапарат, доколку се користи со друг објектив, може со помош на неговото кликнување да ги контролира блендата и вредноста на ISO-то. На овој начин вие брзо се префрлате од едната во другата вредност, едноставно со притискање на прекидачот. И после со кружното движење одредувате саканата вредност. Доколку купите овој фотоапарат во комбинација со објективот 18-55, нема воопшто да сгрешите, меѓутоа вие вредноста на блендата ќе ја менувате со помош на овој прстен, а доколку сакате автоматски тоа да го прави фотоапаратот, само ќе го префрлите на копчето А. На овој начин вие сега не можете да менувате вредноста. Од предната страна на овој фотоапарат се наоѓа и копчето кое што ни одредува на кој начин ќе работи неговиот систем за фокусирање. На буквата S ни е означено кога фокусира само во една точка, односно single. Под буквата C ни е означено континуирано фокусирање, continuous што би рекли англичанија. Тоа доколку фотографираме некој предмет што се движи го користиме. И под буквата М ни е означено мануелно фокусирање, односно ние со помош на прстенот на самиот објектив ја одредуваме точката на фокус. Сега ќе го оставам на single. На самиот објектив ни се наоѓа и копчето со чија што помош ние ја вклучуваме или ја исклучуваме оптичката стабилизација. Доколку користиме трипод, таа треба да не биде исклучена, доколку фотографираме од раце, таа треба да не биде уклучена. Се префрламе на задната страна од фотоапаратот. Со копчето означено со корпа за отпад, ние ги бришеме фотографиите кои што не ни се потребни. Со копчето play ние се вклучуваме да ги прегледаме фотографиите што сме ги направиле. Од задната страна ни се наоѓа и електронскиот визир или viewfinder што би го рекле англичаните. Од левата страна ни се наоѓа прекинувачот со чија што помош ние ја местиме диоптријата. Значи треба да фокусираме во некој предмет и да гледаме низ него и со помош на движење на копчето нагоре и надоле, ние да си го наместиме нашиот диоптер. Ова е добро бидејќи на тој начин вие нема да мора да користите очила доколку фотографирате. Од оваа страна ни се наоѓа копчето View Mode, со чија што помош ние одредуваме дали автоматски самиот фотоапарат со помош на овој сензоров дека ќе го исклучува големиот екран и ќе го уклучува малиот. Еве сега ќе го притиснеме ова и сега работи само малиот екран. Па ќе го притиснеме ова, LCD only, значи сега ни работи само големиот екран, што и да правиме овдека ништо нема. И трета опција е, кога ќе фотографираме да го користиме електронскиот прегледник, а кога ќе ги прегледуваме фотографиите да го користиме екранот. Тука доле ни се наоѓа екранот, кој што е осетлив на допир, еве може да видите. Можете да искористите само една зона за да биде осетлива на допир, бидејќи кај овие екрани може често да ви се деси со помош на носот да фокусирате, што не е интересно, али некој може да се навикне па да го користи носот за да одбере точка за фокусирање. Тој е подвижен, што ни овозможува да сликаме од жавја перспектива или пак, еве како што може да видите, од птичја перспектива. Со помош на екранот ние можеме да одбереме точка на фокусирање и да менуваме некои од вредностите на него. Base Noise Reduction 0. Следни копчиња ни се AEL и AFL.
Ова не е за заклучување на експозицијата, односно за осветлувањето што го има измерено апаратот, доколку сакаме од некоја позиција да го смениме на друга страна. Ова е за заклучување на фокусот или некои фотографии што го местат како копче за фокусирање, односно првим притиснуваат на него, па фокусира апаратот, па после фотографираат. Вредноста на блендата можеме значи да ја менуваме со помош на овој прекинувач овдека, или пак со прстенот кој што се наоѓа на самиот објектив. Меѓутоа, немаат сите објективи од Fuji прстен за регулирање на блендата. До него се наоѓа џојстикот со чија што помош ние се движиме низ менијата и исто така со чија што помош ние ја бираме зоната на фокусирање. Еве може да видите. Под него ни се наоѓа копчето, со чија што помош ние влегуваме во менито на фотоапаратот, но тоа подетално ќе биде објаснето во следното видео. Под дисплеј ни означува што ќе гледаме ние на нашиот екран, односно дали ќе ги гледаме вредностите што ќе ги користиме за ова фотографирање или снимање, ќе гледаме цела фотографија или нема да гледаме ништо од вредностите, освен за состојбата на фокусот. Под буквата Q ни се наоѓа пристапот до брзото мени на нашиот фотоапарат и во него ни се наоѓаат едни од најчесто користените команди. Од кога сме одбрале вредноста што сакаме да ја смениме, таа можеме да ја смениме со помош на горниот кружен прекинувач. Еве, сега тука ќе биде во однос 16:9. Океј. Од левата страна на фотоапаратот ни се наоѓаат микрофонскиот влез, USB-C за полнење и за префрлање на фотографиите од вашиот фотоапарат и микро HDMI излезот со чија што помош можете да пуштите видео сигнал на надворешен снимач. Со ова го завршивме првото видео за опис на надворешните команди и копчиња на Fuji X-T30. Доколку ви се допадна, кликнете еден лайк. Доколку сакате да научите како функционираат командите во самото мени на овој фотоапарат, погледнете го второто видео и се гледаме. Чао!